Решението за името, траен влог во заедничката европска иднина или тројански коњ за обезличување на Македонија. Каква стратегија кова македонската влада додека Атина пука во македонскиот идентитет? Се очекува тензично софиско финале на преговорите за името. Дали Заев носи тајно оружје за заштита на уставот? Се надзираат контурите на новиот македонско-грчки договор, но и низа замки што тој ги крие. Заминували привремената спогодба во историјата. Вечерва во 24 отворено на најгорливото прашање оваа недела во Македонија со оглед на тоа што наредните денови не очекува навистина жестока, финална, можеби финална пресметка помеѓу Заев и Ципрас, која што можеби ќе заврши со договор, а можеби и некако што денеска спомена премиерот, не би било штета ако се одолжи продолжението на преговорите и за во септември. Но ќе видиме. Во 24 отворено анализираме со професорот Тони Десковски. Добра вечер и добре дојдовте во студиото. Со аналитичарот Ѓорѓи Спасов. Добра вечер и за вас. Поранешниот амбасадор, исто така аналитичар Мухамед Халили и новинарот Бранко Геровски, кој што исто така, особено во последно време, имаше низа колумни на оваа тема. Господине Десковски, ќе почнам со вас, веднаш да отвориме темата. На 2 дена пред средбата, всушност на 1 ден, бидејќи за утре вечер е најавена првата средба помеѓу Заев и Ципрас, за заутре веќе и следната, која може да биде клучна во одмотување на македонско-грчкиот јазол. Многу различни мислења, поделени мислења во македонското општество. Што браниме, што штитиме? Има многу прашања што се разбира ќе ги отвориме и во текот на вечерта. Првото, дали вие сметате дека оваа средба може да резултира со некаков договор со оглед на претходните најави? Морам да бидам искрен дека моите очекувања се релативно скромни во поглед на резултатот од средбата, кога се има предвид кои се разликите меѓу двете страни и кога се има предвид што е она што е отворено и што е оставено недорешено меѓу двете страни. Голем исчекор е направен од наша страна со тоа што е направен обид да се прифати грчкиот пакет, онаков како што беше поставен во Букуреш 2008 година. Тоа е значи новината или тоа е исчекорот што го направи нашата страна, со тоа што очигледно е дека има два проблема. Прво, нашата страна не е спремна да оди до крај, бара намалување на тој пакет, и второ, нашата страна не е спремна да го испорача она што навидум изгледа дека го прифаќа. Од тука мислам дека мала е веројатноста Грција да направи чекор кој што би ни помогнал. Потребните чекори по нивна оцена се веќе направени. Тие покажаа флексибилност во поглед на тоа како ќе се спроведе преименувањето на нашава држава во Горна Македонија. Меѓутоа, околу преименувањето, тука веќе простор за флексибилност нема. Во грчкото општество, во грчката држава од 2007 година наваму има цврст консензус дека новото име на нашата држава мора да биде договорено и дека тоа мора да важи за дома и за надвор. Добро, ќе се навратиме, да, се разбира, на сите тие детали. Од това што го слушаме, можеби клучното прашање што се наметнува е промена на уставот како едно од основните барања на грчката страна, која за сега Македонија, се разбира, безусловно не може да го прифати, или барем таков е впечатокот во јавност. Можно ли е решение по секоја цена и со промена на уставот, господин Спасов? Прво, во однос на средбата што ќе биде сега во Софија, треба да се каже дека целиот овој пакет се решава на некој начин стапка по стапка. Направен е голем исчекор и тоа е направено пред се врз основа на сето она што досега македонската дипломатија го имаше направено.
со целиот тој процес низ кој што над 130 земји ја признаа Македонија под уставното име, па потоа со судската одлука на Хаг дека нема право Грција да не попречува да влеземе во меѓународните организации под природната референца и со отварањето на целиот пакет од страна на владата на Заев во врска со разговорите, мислам дека се направи еден голем исчекор во однос на решавањето на проблемот. Не треба да заборавиме дека во Македонија, па и во Грција, децении наназад владееше една националистичка еуфорија во која што се сметеше дека овој проблем е готово нерешлив, дека никогаш грците нема да дозволат Македонија во името да биде содржан зборот Македонија, ниту пак дека Македонија ќе прифати било каква промена на уставното име. Засега имаме сосема други позиции. Од страна на Грција, ако се сеќавате, за прв пат после толку години слушавме дека Македонија не е новороденче, дека таа е веќе крстена пред 70 години, дека тие ќе мора да отстапат во однос на ова сложеното име да си остане зборот Македонија во составот на тоа име. Второ, јазикот исто така никој не го оспорува, дека јазикот е ставен, македонскиот јазик како дел од словенската група јазици е ставен веќе во одредбите на Обединетите нации. А третата работа е дека всушност се разговара за тоа она грците што сега го бараат, меѓу другото да се обезбеди да истовремено името кое што ќе биде прифатено за меѓународна комуникација на Македонија не има некаква двојна формула во рамките на домашното законодавство. Да, но тоа е дискутабилно каква е таа двојна формула во рамките на домашното законодавство. Значи, видите, кога преговарате, сите ги поставуваат своите основи врз основа на тоа што смета дека нема да создава тамошни проблеми во меѓународната комуникација. И они зборуваат дали ако вашето име биде запишано како Република Македонија во устави, во личните карти, во пасошите, во дипломите и така натаму, дали тоа ќе создава некоја забуна во меѓународната комуникација или не. Затоа во моментот се преговара. Мислите ли дека овие високо кренати барања на грците не се всушност обид за идентитетско обезличување на македонскиот народ? Не мислам. Јас мислам дека идентитетските прашања се решаваат со тоа што ние го задржуваме името Македонија, ние го задржуваме јазикот македонски, ние задржуваме придавката македонски за сите трговски и други комуникацијски кои што ги имаме, ние ги задржуваме клучните елементи на идентитетот на македонскиот национален идентитет дури со досегашниот пакет кој што е веќе договорен. Ова сега што моментално се разговара, мислам дека се работи за техникалии во кои што нормално секоја од страните, особено мислам грчката страна, ќе се обиде да притиска до максимум. Меѓутоа тоа се преговори деликатни, преговори во кои што веројатно двете страни нема да бидат оставени сами и дека на крајот се куса проценка оваа средба може да вроди со некаков договор или веќе премиерот Заев рече дека ќе биде направен обид, меѓутоа да не очекуваме дека ова не е онаа средба за која што он рече кога ќе слушнете дека јас следниот пат се сретам со Ципрас, бидете сигурни дека веќе има решение на поведок. Он рече дека ова ќе биде среда на маргините на самитот меѓу Европската унија и балканските земји и дека најверојатно дека ќе има понатаму други средби и дека има се уште време и до самитот на Европската унија и до самитот на НАТО и така натаму во јули месец да се најде некое решение. Во таа смисла не треба да се мисли дека е крај. Ова е една од средбите кои што досега исто така добро одат, кои што добро се одвива во толера насека и мислам дека дава надеж дека има шанси да се реши едно многу тешко прашање за двете земји. Господине Халили, вие како искусен дипломат ги следите преговорите, помина доста време од првите средби на оваа влада со грчките представници, пред се со Кодзијас и со Ципрас. Се разбира дека одреден напредок е постигнат, но во дел од јавноста постои едно мислење дека се сега доведени до еден ѕид преговорите, бидејќи ова што го бара Грција во промената на уставот на Македонија е едно флагрантно кршење во внатрешните работи на земјата. Како вие го чувствувате тоа? Прво, јас сум представник на една генерација политичари кои се справевме со овој проблем уште пред 27 години. И тогаш не беше лесно да се дојде до таа формула што многу години ја подсмевавме. Те како дипломати одевме по самити, митинзи, тамо каде пишуваше скратено име Фајром,
тоа го скиневме, ставивме Република Македонија, но тоа не го решаваше проблемот. И проблемот го решивме со тоа што државниот врв имаше лидерство. И да не беше тоа лидерство, денеска не знам дали ќе имавме можност ние да разговараме, дали ќе преговараме со грците, дали ќе го менуваме уставот и не, бидејќи највисокиот европски врв, Лисабонската декларација, јасно кажуваше дека Република Македонија не сме да биде држава каде незино име ќе постои како Македонија. Да, кога денес, од денешна инстанција гледаме привремената спогодба, вчера имав можност и да разговарам со некој од вас, добиваме впечаток дека тоа е еден одличен документ што ја овозможи на Македонија да го оди својот пат во меѓународните релации, но некаде запна целата работа. Ние сега велиме дека тој е одличен документ. Ние сме ги заборавиле тие сцени во парламентот кога опозицијата плюкаше по председателот Глигоров и плюкаше по нас како пратеници. Ние сме ги заборавиле сцените кога тогашната опозиција, доскорешна власт, плюкаше по се што е постигнато на тој план, иако ние тогаш, како ново создадена држава, имавме само, да кажеме, $0 резерва. Добро, да ве прашам сега. Две недели сме расправале во парламентот, дали да земеме од Сорос $20 милиони или не, бидејќи ВМРО не даваше тоа. Оти државата е презадолжена и државата ќе биде соросоидна, оти Сорос го даваше кредитот. И сега сега се чини дека таа привремена спогодба како да веќе никој не ја споменува, како да е мртва, како да е убиена. Имате ли такво чувство? Не, не е така. Да не беше таа привремена спогодба, ние не ќе дојдовме до овој стадиум да преговараме, апсолутно. Оти јасен беше предлогот Република Македонија да се подели со соседните држави или воопшто да не постои како држава со име Македонија. Така. Геровски, да се навратиме на денешните актуалности и она што може да не очекува во Софија, решение за името по секоја цена или по која цена? Па добро, мислам дека и со денешната изјава и премиерот Зоран Заев, како и 9 денешни изјави што стаса од Атина, од потпаролот на владата и од лидерот на едната опозицијска партија од Комуцакус, малку се спушти очекувањата всушност на некакво реално ниво од она што може да се очекува сега во Софија. Проблемите се сложени. Не сум сигурен дека тие се сведени само на техникалии, но ете да прифатиме таа формулација. Навистина сега се расправа не за тоа дали се бара употреба на тоа ново компромисно име кое препоставувам нема да биде толку спорно само по себе за внатрешна употреба, туку за каков вид на внатрешна употреба, до кој степен, на кој нивоа и така натаму. Имам некои неформални информации дека во Виена се случила средба меѓу експерти од двете земји, каде што им се изложени од прилика некакви детали за тоа што све се очекува се промени. Тоа е грчката позиција е прилично барокна, да речам, прилично сложена, амбициозна во тој поглед. Значи, не е прашањето дали ќе се менува уставот, дали името ќе на некој начин постои барање да се биде внатрешна потреба, прашањето до кој степен тоа ќе влезе. Очигледно дека позицијата е максималистичка до таа мерка, што се уште македонската страна, предпоставувам, немам директни информации, никој од нас нема и не треба да има во оваа фаза на преговори, е толку сложена и што македонската страна се обидува да извлече максимум за да се дојде до доближување на позициите, бидејќи евидентно постои она најважното, постои политичка волја во овој момент да се дојде до решение. Кај нас во меѓународен фактор, веројатно и во Грција. Според тоа моментумот е тука, треба да се искористи, но не очекувам дека тоа ќе се случи баш сега во Софија. Веројатно ќе потрае процесот и се согласувам тука со она што кажа професорот Спасов. Не е трагедија, не треба никаде брзање.
се чекало четврт век и се почека уште некој месец да се исцрпат можностите кои се сега за виме до кај сме што сме. Десковски, сметате ли дека со решенијата што се во оптек е навистина загрозен идентитетот на македонскиот народ, бидејќи постојат различни тези за тоа каде и како се брани идентитетот, ако успее да се задржи внатрешната употреба во одредена рамка, зошто би бил загрозен идентитетот? Кога ние веќе еве и четврт век обстојуваме со една привремена референца? Пред да одговорам на прашањето, иначе тоа е вистинското прашање и тоа е всушност вистинскиот контекст зошто се бара преименувањето на суштинското преименување на нашава земја од страна на Грција. Нешто што морам да го потенцирам. Проблемите со кои што нашата преговарачка делегација се соочува сега е, по моје гледање, едно мало отсуство на анализа за последиците на тоа што е направено. Имено, она што треба да се каже во јавност или да се каже отворено. Нашата преговарачка екипа, нашите преговарачи, ја напуштија досегашната позиција дека државата не прифаќа суштинско применување и тргна, како што реков, не на база на резултатите од нашата дипломатија или било што, туку тргна кон прифаќање на пакетот на Дора Бакајани од 2008 година, оној кој што беше презентиран во Букурешт и кој што беше одбиен од тогашната влада, а кој што подразбира суштинско преименување на државата во Горна, Северна, Нова, каква сакате Македонија, и од тука понатаму реализација на таквото преименување. При тоа, пакетот и на Дора Бакајани од 2008 не е незин, туку е тој пакет за кој што во грчката јавност има консензус претходно постигнат во 2007 година и тој пакет го вклучува клучното барање кое што Грција го поставува од самиот почеток, 92-93 година, а тоа е преименувањето, значи суштинското ново име, Горна, Северна, whatever Македонија, да биде за севкупна употреба, тоа значи внатрешна и надворешна. Тој консензус го делат сите партии во Грција, вклучително и Сириза. Значи, партијата на Ципрас и на Коцијас е дел од тој консензус. Но дори има партии што не го прифаќаат тоа решение, што се дел во коалицијата. Да, меѓутоа тие па одат над консензусот. Нема ниту една партија во Грција која што би го спуштила прагот на консензусот. Што значи, треба да имаме предвид дека Коцијас кога доаѓа на преговори или Ципрас со нашиот премиер, тој зад себе има пратеничка група која што ни случајно никој не испомнал дека би можела да потпадне под ерга омнес. Сега доаѓаме до вашето прашање. Дали нешто се засега во идентитетот? Ако ги погледнете документите од разговорите и преговорите на председателот Киро Глигоров и Денко Малески од раните 90-ти години, ќе видите една теза од нив пласирана, со која што се бранеле од барањето за преименување, во тоа време точно потенцираше амбасадорот Халили, за бришење на зборот Македонија од нашето име, со аргументот дека името Македонија е суштински сегмент на идентитетот на мнозинскиот народ во оваа држава и дека менувањето на името на Република Македонија засега директно во идентитетот на мнозинскиот народ во оваа држава, тоа е македонскиот народ. Да немаме илузија. Документ што вие го објавивте пред неколку дена, каде што македонската страна изрично го одбила. Не сум го објавил. Не. Да. Ова е друг документ. Оној документ кој што го ставив на Facebook и за кој што вака со господинот Геровски си разменивме мислење на Facebook уште пред емисијава, е извештајот на Венси Овен
од кој што ние можеме да научиме мала лекција за меѓународна политика. На една страна е дадена позицијата на Република Македонија дека ние би сакале да преговараме за меѓународно име, ама малку модифицирано. Република Македонија со некоја модификација, а таа модификација е претходната година дефинирана со Скопје во заграда, додека Грција инсистира наводно на меѓународно име и потоа стои во фуснота од Венси Овен дека посебно биле контактирани од грчката делегација, им било укажано да не помислуваат на тоа дека за нив тоа што се разговара е име за внатрешна и за меѓународна употреба. Значи, уште од тогаш и она што го реков лекција по меѓународна политика, која е реакцијата на Венси Овен, ја прифаќаме грчката позиција, разговарате за и ви предлагаме име за внатрешна и за меѓународна употреба. Тоа е тоа што нам ни се случува. Интервенцијата од надвор, од нашите сојузници, треба да очекуваме дека ќе биде првенствено помош на Грција. И денеска, да немаме илузија. Професорот Денко Малевски е многу во право кога кажува, меѓу нас и Грција има далеко поголема тежина. Целата интервенција ќе биде насочена кон тоа да се убеди нашата страна да го прифати по западните сојузници прифатливиот предлог, суштински да се применуваме во Горна Македонија и понатаму да градиме пријателски односи. Што според вас е проблематично и од идентитетски и од секаков друг аспект? Апсолутно, суштинската компонента на идентитетот е во името. Го смените ли името, вие го менувате идентитетот и понатаму сите други компоненти се менуваат. Тука зашто ние би станале горномакедонци или ќе имаме горномакедонски идентитет? Ние ќе бидеме македонци по дома, меѓутоа во светот јас ќе бидам професорот горномакедонски. Скопје ќе биде горномакедонски. Но ќе зборувате на македонски јазик кога ќе ве прашаат кој е вашиот јазик? Па никој не ми го спори дека јазикот се вика македонски, тоа е веќе запишано. Јазикот е обележие на идентитет. Да, меѓутоа второто, првото е името. Добро, Спасов? Ја не согласувам со ова, апсолутно со професорот Десковски, многу пати го имам слушано на многу телевизии дека освен Република Македонија, дека секоја друга интервенција во името, прифаќање на Горна Македонија, или она што се однесува со географска одредница, ќе доведе апсолутно до промена на идентитетот и дека токму е тоа главната причина за која што ние можеби треба да ги прекинеме разговорите со Грција, да кажеме дека не прифаќаме ништо друго, си остануваме надвор од Европската унија и надвор од НАТО, додека Грција не се смилува да го прифати она што ние го сметаме поништување на идентитетот и додека меѓународната заедница не каже дека ќе интервенира или ќе изврши некој притисок врз Грција да не прави такво нешто кое што е равно на некаков си вид на геноцид. Тоа е невозможно? Јас мислам дека апсолутно во една подолга дипломатска акција и не мислам дека е невозможно, меѓутоа зависи колку има време за чекање. Ако во Македонија постојат различни ставови во однос на тоа дали нас не е неопходна членството во НАТО и во Европската унија, некои луѓе сметаат дека ние треба да прифатиме, меѓутоа не со овако што не по секоја цена, не под уцена. Други сметаат дека всушност важно е името, а тоа се асоциации кои што се распаѓаат, НАТО и Европската унија кај да е некој време ќе се распаднат. Трети викаат па постои како да ќе може да се живее и надвор од тие институции, затоа што е како една Швајцарија си живееме надвор, ние ќе си живееме со нашето име и така на тоа. Меѓутоа мораме да сватиме една работа. Дека Македонија досега се обидуваше да направи многу нешта. А се обидуваше прво со, како што споменав, со признавање што поголем број на држави под името, под нашето уставно име да го решиме тој проблем. Се обидуваше со судски процес овако во Хаг да докажуваме дека времената спогодба не е. Да, господинот Десковски беше дел од правниот тим кој што ја доби таа пресуда, што секако беше поен за Македонија. Имаме таа пресуда и го цитира постојано професорот Денко Малевски кој што вика дека во меѓународното право за жал меѓу другото владат односите на моќ. Помоćните може да ти наметнат некаков услов кој што ти треба да размислиш дали ќе го прифатиш како услов за да постигнеш нешто многу повеќе, да станеш членка на Европската унија. Вие спорите со тезата на Десковски за тоа дека идентитетот е загрозен. Спорам со тезата. Тука е клучното прашање кое што ги загрижува сите во државата, веројатно. Ако 30 години со поранешна Југословенска република Македонија како референца со која што ни се обраќаат во меѓународот, јас не станавме поранешни југословенски македонци и него оставуваме. Но таа референца не може да се изведе придавка. Апсолутно. Зашто не може да се изведе? Зашто не може да се изведе придавка? Проблемот е во тоа што вие дали ќе викаат Југословенска република Македонија, или ќе викаат Горна Македонија, или ќе викаат Вардарска Македонија, вие во името имате Македонија.
И во Северна Македонија и во Вардарска Македонија живеат македонци. Ако некој сака да ги нарекува горно македонци или сака да нарекува вардарски македонски или пирински македонци или егејски македонци, тоа е негов проблем. Прашањето на идентитетот е како вие го чувствувате. Прашањето на идентитетот вие може да го одбраните на различни начини така. А при тоа, ако го зашувате исторено јазикот и придавката која што веќе беше употребувана во сите досегашни извештаи на Европската унија, вие реално немате проблем со одбраната на идентитетот при прифаќање на име со географска одредница. И мислам дека всушност прифаќањето, односно барем дадената согласност за име со географска одредница беше клучниот елемент кој што ги откочи разговорите со Грција. Во однос на времето, кога ги пеевме песните, како да кажам, дека сме деца... Но ги откочи преговорите, но вратени сме на предлогот од 2008. Што е тука добивката на Македонија, не можам да сватам. Не е точно дека сме вратени на предлогот од 2008. Добро, тоа беше тезата на Десковски, кој што... Па добро, Десковски повелете, вие сакавте да реплицирате. Професор Десковски држи таа теза, меѓутоа не е тоа точно. Ние сега имаме значителен напредок и значително сосема друга атмосфера и во односите меѓу Македонија и Грција и во меѓународната заедница. Имаме една друга опасност дека во меѓувреме додека јакнеа балканските националисти, доста регионални сили дојдеа со сопственото влијание во Македонија од типот на Русија, Турција и Кина, кои што со сопственото влијание влијаат исто така на менување на амбиентот. Добро, да дозволиме реплика за Десковски, па ќе се вратиме секако и со овие тези. Најнапред да нема забуна, никогаш не сум спомнал прекинување на преговорите и мислам дека и господинот Спасов и него не употреби во тој контекст, ама да нема забуна дека освен ако вие не мислите дека јас никогаш сум рекол дека треба да се прекинат преговорите. Не, ама ако сметате дека основниот устав на Република Македонија, тогаш значи сме најасно. Значи никогаш не сум рекол дека треба да се прекинат преговорите и напротив преговорите треба да се водат. Инаку она што господинот Спасов пропушта да го каже, дека референцата не е име на нашата држава. Значи, во механизмот на референцата, и за тоа се споревме со Грција, за жал, поранешни наши премиери, дури господинот Геровски направи една таква грешка пред некој ден, постојано зборува дека тоа било постојното меѓународно име на нашата држава. Тоа е и тајната зошто до ден денеска постои толкава горчина против времената спогодба и против приемот на Република Македонија во Обединетите нации по таа референца кога е создаден механизмот, а причината е што нашата власт, нашите власти, во континуитет сите до еден, никој отворено не кажал во нашата јавност што всушност тоа значи. А тоа е механизам во кој што нас не условуваат по таа референца, меѓутоа ние го користиме нашето име. Ние сме Република Македонија. Ние бевме пред Меѓународниот суд на правдата, кој што е орган на Обединетите нации, под Република Македонија. И секаде одиме како Република Македонија, а ни се обраќаат со поранешна Југословенска Република Македонија. И тоа е причината зашто Грција така бесно реагира на таа референца. Тоа мораме да го имаме предвид. И уште една работа. Ова е многу интересна теза дека преговорите биле откочени. Како што гледате, преговорите се максимално закочени во овој момент. Вие може би сте мрднале 3 метра понапред, ама не сте дошле до целта до која што треба да дојдете. Баш напротив, преговорите сега по наша вина се закочени, заради тоа што Република Македонија не може да го испорача преименувањето кое што го понуди. Не може затоа што нема политичка волја или затоа што не може да го добие на во јавноста како поддршка од јавноста? Прво во јавноста видовме колкава е поддршката, имаше репрезентативна анкета и од Институтот за политички истражувања пред 2-3 месеца и од НЦМС пред неколку 2-3 недели. Добро. Второ, нема мнозинство потребно за промена на уставот во собранието, бидејќи и меѓународно име, и име за внатрешна и меѓународна употреба, и едното и другото мора да помине низ уставна ревизија. И трето, имаме две водечки политички партии кои што ветија дека пред било што да се превземе ќе биде ставено прашањето на референдум. Јас не знам кој е тој јунак што ќе се најде со 25% поддршка да спроведе референдум во нашата држава. Значи да повторам, да резимирам. Совршено не се слагаме со господинот Спасов во поглед на тоа дека преговорите се откочени. Напротив, преговорите навидум беа откочени за сега да се закочат
и да дојдеме во едно големо импасе. Добро. Нема шанса вие да 30 одите секунди, после без тој Геровски импасе. разбор, па одиме со Халил. Ќе ми дозволите, ама цела меѓународна заедница признава дека е направен голем исчекор во односите меѓу Македонија и Грција и дека има надеж за прво спорот да биде разрешен врз основа на сето она што е досега во јавноста соопштено. Второ, аргументите дека јавното мислење не е подготвено беа аргументи на националистите од двете страни. Во Грција и Македонија кои што вика бидејќи народот ова не го поддржува, не Грција и Македонија нема толку луди политичари што ќе нафадат тоа да го решат. Меѓутоа јавното мислење се подготвува. Јавното мислење се прашувало немаше да биде укинато ни робството, немаше да биде укинати ни многу работи во светот и така натаму. Второ, мнозинството во парламентот не постои, но затоа постои етапно решавање на проблемите. Од кога се постигне договор, ќе се постигне мнозинство потоа и во парламентот. А од кога ќе се стане Македонија членка, пред да стане членка на НАТО и на Обединетите нации, која се објасни користа колкава од таквото членство, колку нашето членство во Обединетите нации и во НАТО ќе придонесе да се зајакне и македонскиот национален идентитет, и македонската држава како држава, и македонските граѓани како субјекти на како меѓународната политичка заедница со сета слобода за движење, тогаш ќе ни биде јасно дека ќе може да помине референдум во Македонија. Разликата е во тоа што вие секогаш ако не сакате да биде решен некој проблем, можете да користите тие аргументи. Народот не сака, немаме мнозинство, не може тоа да помине референдум, тоа не засега во идентитетските прашања. Тоа беше реториката која што слушавме долги години досега. За разлика од сега, ние сега имаме овако што е влада која што има многу голема самодоверба, која што вели не, практично ќе влеземе храбро во тие разговори, ќе го браниме идентитетот врз основа на клучните елементи кои што сметаме дека се важни за идентитетот. Дали имаме поволен договор, доволно поволен за да бидеме задоволни, за да немаме фрустрации како граѓани, како жители на земјата? Знаете, вие ги слушате на пример разговорите од она барем што е достапно до јавноста. Никој од нас не е директно вклучен во разговорите и знаеме една работа. Се додека целосно не се затвори пакетот, ништо од она што е досега договорено на некој начин не е прифатено. Меѓутоа, се говори за тоа дека еден голем дел од прашањата веќе е постигната некаква таква согласност. Например, може некој да смета дека прифаќањето на географска одредница во името дека е клучниот проблем на нарушување на идентитетот. И тоа е крај на приказната. Ако вие не сакате да разговарате за тоа дека Македонија може да прифати во меѓународната комуникација да биде ословена како Горна Македонија или Вардарска Македонија и така натаму. И да се нарекува себе си Горна Македонија, ја не знам што е тоа што толку страшно ќе се случи во сета таа работа, а истовремено ќе станеш членка на НАТО, на Европската унија и ќе бидеш полноправна членка која што ќе може со сите права и со сите ресурси на тие институции да го брани тој идентитет, тогаш не гледам што е толку страшно. Ќе продолжиме само да ја продолжиме дискусијата и со останатите Геровски околу овие идентитетски прашања и дали името Горна Македонија прифатено и во Македонија е проблем за прво не е точно дека точно е дека името ФАЙРОМ или БРМ е провизориум, односно референца де јуре, но де факто тоа е име на нашата земја полого време и не е точно дека само другите земји нас не се обраќаат, а ние не им се обраќаме нив и така натаму. Се сеќавате, објавивме фотографија на премиерот Никола Груевски, што дека го носи тоа име. Многу документи се потпишуваат од македонска страна по тоа име и тоа е де факто наше име во основа. Второ, во контекст на ова што го зборуваше господин Спасов, јас сум поблиску до неговото мислење. Знаете, битката за историското име Македонија како основна идентитетска одредница на нашиот народ, на мнозинскиот народ во оваа држава, е добиено во оној момент кога е постигната согласност и консензус и во Македонија, но и во Грција, дека во основата на сложеното композитно име ќе стои зборот Македонија. Јас на вистина многу пати сум пишувал на таа тема. Не гледам драматична разлика во поглед на идентитетот на ако името биде Северна, Горна, Нова и така натаму и така натаму. Јаволот, реков, се крие во деталите. И сега, не се закочени преговорите, туку треба да сватиме дека во овој момент имаме една релативно нова максималистичка позиција на Тина во барањето да името, сложеното име, се користи за севкупна внатрешна употреба. Во распакувањето на пакетот на Дора Бакојани, односно на пакетот што беше на сила во 2008 година, златната шанса инаку за режимот на Никола Груевски да го реши ово прашање, се зборуваше и секогаш до сега се разговарало, барем
на ниво на политички диалог меѓу двете страни, не зборам за овие предлози на Венс и Овен и така натаму, се разговарало за меѓународна употреба на нашето име. Инсистирањето името да влезе во внатрешниот правен сообраќај на Република Македонија создава сериозни проблеми. Мислите дека е тоа ново барање? Јас мислам дека е тоа, бидејќи колку што го разбрав Десковски, тоа е барање што постои уште изворно барање на грчката не може да биде. Не. За кое што ние не сме биле свесни како општество и како новинари и како аналитичари. Не, апсолутно сме биле свесни. Во документот, значи, што го објави господин Десковски, тоа е извештајот на Венси Овен, тоа од 1993 година. И јавно е достапен 25 години. И јавно е достапен и така натаму. Пишува дека да, тоа е предлог на грчка страна, тој е предлог поддржан дефинитивно од посредниците, но тој е предлог она што јас го во полемиката мала, во разговорот мал на Фејсбук го нагласив, во истиот документ пишува дека македонската страна Чел Згилов експлицитно го одбива и инсистира на меѓународна употреба. Јас тврдам и сакам да ми се аргументирано докаже спротивното дека никој македонски политичар, ни Глигоров, ни Малески, ни Црвенковски, ни Фрчковски, ни било кој друг, никогаш не разговарал и не преговарал за име кое ќе биде употребувано во дома, во Македонија, како официјално име, така натаму. И уште нешто сакам да кажам. Тезата дека надворешната употреба задолжително значи и внатрешна употреба, значи дека се практично еквивалент, е сосема погрешна. И тоа ќе ви го докажам на многу едноставен пример. На примерот имено на земјата со која имаме проблем. Тоа е Грција. Грција има 5 имиња. Не едно, не 2, 3. 5 имиња има. Значи во внатре, за внатрешна употреба, Грција се нарекува Елада, или официјално Елиники демократија. За надворешна употреба Елада, терминот е преведен со Hellenic Republic, го имаме Republic of Greece и општиот назив Грис. Значи имате 5 имиња. Ако појдете во Грција и ако малку сте запознати со внатрешниот правен сообраќај, значи со документите, со написите, таблите, свидетелства и така, се она што всушност сега се бара од Македонија законито да го промени во смисла на апликација на новото име, ако појдете во Грција ќе видите тотално различна употреба на сите овие термини. Вие велите дека барањето на Грција за домашна употреба, за преговори за домашна употреба на името е ново барање. Кое што излезено во последнава година, така? И уште велам дека тоа на Грција буквално не и носи ништо, не и носи никаков бенефит. Како една влада на Ципрас која требаше да биде проевропска, продемократска, да го обедини Балканот, да го поведе локомотивата, одеднаш и текна дека треба сега да го бара ова од Македонија, знаејќи дека многу тешко може да го прифати. Зошто ги подигнаа лествицата? Прво да се вратиме назад на што кажеме. Прво не одеднаш. Тоа е стара позиција, меѓутоа која не е сериозно преговарана. Сега рековте дека не е стара позиција, туку дека не е преговарана. Не, таа е стара позиција која не е преговарана од никош од македонска страна. Ајде ќе прашаме тука и сакам да кажам. Ќе се навратиме секако. Таа позиција на Грција не носи, за неа нема никакво практично значење. Ништо не значи на Грција ако изводот од матична книга на родените на децата во Македонија пишува. Тогаш значи ли тоа барање дека Грција сака да ги минира преговорите? Ја мислам дека тоа е максималистичка позиција за евентуално поедноставно се прифати нешто друго. Добро, господине, сака сте Десковски нешто да реплицирате на кажаното? Се разбира, добро. Господине Халили, прво најодговорно тврдам дека ни една македонска влада досега не преговарала со Грција. Најодговорно. За ништо. Тоа што вие велите, тоа е размена на мислења преку високи политички личности на двете земји како да се дојде до разрешување на проблемот. Вие, бидејќи го цитирате Венс и Овен, сигурно сте го читале во детали председателот Глигоров. Во Македонија се што имаме, каде вели дека за време на лондонската конференција со Карингтон, председателот седнал
во одник и го чекал Карингтон. И му се обратил: "Господине лорд, сакам да разговарам со вас." И тој не го познавал човекот и рекол: "Кој сте вие?" "Јас сум председателот на Република Македонија." И Глигоров вели, почна да бега од мене Карингтон и рече: "Не сакам да разговарам со вас. Вие сакате Балканот да го рушите. Вие не постоите, вие сте иридентисти." И јас, вели, трчав по него и додека го убедив: "Вие сакате да ја напаѓате Грција." Како ќе ја ова теза беше многу години присутна. Како, господине, ќе ја нападнаме ние Грција? Немаме авион, немаме не авион, хеликоптер немаме. Немавме и војска, немавме тенкови. И тогаш, пишува Глигоров, Карингтон рече: "Добро, друга прилика ќе седнеме." Втор пат. Проблемот има две димензии. Има географска димензија и етничка димензија. Тоа што грците настојуваат дека вашиот регион на Македонија поделена во три дела, каде поголемиот дел е во Грција, вашиот регион Македонија треба да се разликува од нашиот географски регион Македонија. А тоа дали ќе биде горна, дали ќе биде нова или не знам што, во овој случај читаме дека горна е поприфатлива. Тоа е географски проблем. Тоа не го менува, не прави проблем во идентитетското обележување. Еден географски регион, како што е Луксембург во Белгија, и имаме проблем со една држава која го носи истото име со регионот. Меѓутоа државата има и народ. И фактот што македонскиот народ, без оглед дека е додадено словенска група на јазици, според мене тоа е грчка глупост. Оти во светот старомакедонскиот јазик не постои. Тој бил јазик кој го зборувал народот, старомакедонците. Нема катедра во светот за старомакедонски јазик. Има за старогрчки, има за латински, класични јазици. Мислите на античкиот? На античкиот? Да. Додека имаме ние катедри на секаде во светот на словенски јазици, каде се учи и македонскиот јазик, било каде во светот. Тоа е лингвистичко прашање, општо признато. Тоа што грците велат сега и во нашата грчка Македонија живеат македонци, како што рече еден политичар Нивен, тоа нас не ни пречи. Нека се декларират. Тие се декларирале грци. И да се декларират дека се македонци, но тие не сакат да бидат словенски македонци. Тие сакат старомакедонци. Тие не постојат веќе. Апсолутно. Благодарам. И согласно тоа, апсолутно илузорно е дека ево тука се удира по нашиот идентитет, бидејќи многу јасно е тука географска одредница, горна. Мислите дека тоа нема да влијае врз идентитетот? Ајде сега вака да поставиме прашање, Десковски. Само околу Ергамес, 10 секунди. Може. Значи, не случајно го објавив документот и тој несомнено докажува дека уште од пред 25 години под ерга омнес грците мислеле за внатрешни, за домашну потреба. Друга работа е што во преговорите двете страни имале различни позиции. Никогаш не сум рекол и нема причина да речам дека нашата страна сакала нешто друго. Да, нашата страна сакала да разговара за меѓународно име. Меѓутоа, грчкото барање, ерга омнес, е за внатрешни и домашну потреба. Кај Дора Бакојани, она што има заблуда господинот Геровски, е дека кога го употребува таа терминот ерга омнес, дека мислела на меѓународно име. Не, ние сме посакувале, значи тоа е прецизноста. Ние посакуваме ерга омнес да биде само за меѓународна употреба. Реалноста е дека ерга омнес, онака како што е грчката позиција, е за домашна и меѓународна употреба. Можете да најдете безброј документи,
треба да го прочитате Евангелос Кофос, творецот на концептот за географска одредница како прифатливо решение, преименување на оваа лажна и вештачка нација, како што тие не нарекуваат креирана од Тито за да одземе од македонската територија во Горна Македонија, за да се создаде еден горномакедонски, словенски идентитет со кој што тие сметат ќе можат да живеат и ќе бидат добро разграничени. И еден збор во поглед на ова на господинот Халили. Не е точно дека нашата држава го има името на регионот Македонија. Нашата држава се вика Република Македонија и со тоа е јасно издиференцирана од регионот Македонија. Може би има некој, ќе има во иднина некој кралство Македонија, кое што ќе биде трета држава. Значи, нема никаква основа во грчкото тврдење. Според меѓународното право, самата одредница Република Македонија ја ограничува државата и ја разграничува од делот на регионот. Република Македонија и точно ја лоцира државата внатре во регионот. Грчкиот проблем, онака како што е поставен од 1992 година и од кој што отстапија 2005 година. Зошто токму 2005 отстапија од тоа? Заради американското признавање на уставното име на државата, тогаш е променета нивната концепција од концепција дека не прифаќаат име со зборот Македонија, дека прифаќаат име со зборот Македонија, ама со некаква додавка. Едноставно кажано, ако Америка не ја признаеше Македонија под уставното име, временната спогодба ќе си продолжеше без проблеми, сакате да кажат? Не сум сигурен дали. Меѓутоа, тоа е поводот, тоа е тригерот. И во тој момент, само една реченица, професор. Ајде, Геровски, па Спасов. Тоа е тригерот. И во тој момент, во 2005 година, кој добро го лоцира, и тоа е направено кај Седба, кај председателот на Република Грција, значи, направен е консензус. Во тој момент, со постигнувањето на консензус во Грција, дека во основата на сложеното име ќе сепак ќе мора да биде зборот Македонија, битката за нашето историско име, кој е основа на идентитетот, тука се согласувам, е завршена и добиено. Се понатаму, сите модификации не е сите модификации на таму се прашање на географска одредница, прашање на техника на преговарање, прашање на компромис, што може да наоткручи да одиме понатаму. Ја мислам дека премногу време губиме за разговарање за лански снег и за битка која веќе е добиена. Ако дозволите. На друго место се проблемите. Само да кажам што јас вистина многу го почитувам колегата Десковски. Меѓутоа, мислам дека нема поопасна теза во овој момент од она о кој што вика дека грците не сакаат да постоиме како нација. Дека главната цел на Грција е да не снема нас како нација, да биде поништен нашиот национален идентитет. Значи, тоа е теза, реална, практично, кој што се прота 30 години да живееме со таквите, јас би рекол националистичка теза. Виж, таа теза се пренесува дека албанците не сака да албанизираат Македонија, бугарите не сакаат да постоиме, да не обезличат дека не сме народ, не сме нација. Тоа е теза во која што Македонија окружена со 4 волци кои што сакаат да лапнат Македонија и ние мораме нашиот национален идентитет постојано да го браниме со тоа што ќе одиме во тотална изолација од светот. Мислам дека од таа позиција, ако не се мрдниме, нема никогаш и никаде да биде било какво решение. Тоа е теза која што всушност не затвара самите во себе си, ни да дозволува да се повикуваме некакво илузорно меѓународно право кое што не функционира, не ги признаваме односите на моќите и не размислуваме какви ќе бидат последиците од немање решение за името. Бидејќи клучната теза е добро, ајде нема да го решиме името. Не сакаме да влеземе по тоа, значи нема членство во Европска унија и НАТО, ќе си останеме вака како што сме и што ќе биде после целата таа работа. Отоа мислам дека тоа се многу опасни тези. Тие тези едноставно прво не лежат врз основа на база на научна верификација. Може вие да мислите дека секоја промена на името со додавка географска на територија која што ние сме создале практично држава на 38% од регионот Македонија. Сме ја нарекне Република Македонија, грците викаат не, ние сакаме договор со кој што вашава држава ќе се разликува од регионот Македонија, како што спомена Халили, и да се разликува од античка Македонија. Сега во моментот за тоа се преговара. Основните етнички белези се апсолутно право на самоопределување на секој етницитет и не се разговара воопшто за етницитетот. Со било каква промена на меѓународното име, со било какви прифаќања дури на услови за кои што разговараме и така натаму. Апсолутно македонскиот национален идентитет во меѓународната јавност ќе се избори
низ тоа што практично пак ќе се останеме македонци, пак ќе се пеат македонски химни, само што, како да кажам, стравот на грците и ова сега инсистирање, тоа е ерго омнес кое што било многу одамна и така натаму, е во тоа што они видува дека во Македонија ние отидовме со нашите навивачки песни, дека сме деца на Александар, на царот на Македонски, дека сме од Гоцевата раса која што треба само да ги крене раците горе па да стигне до Солунското поле. Заради такви, како да кажам, националистички изливи, заради тако видна квази патриотизам во Македонија, они викате, знаете што, меѓународно име, ама бидете се малку поприбрани, бидејќи ако и внатре не сватите дека вие не сте ни антички македонци, ни дека таа Гоцевата раса ќе стигне до Солунското поле, тогаш ќе мораме да инсистираме нешто друго. И грчката армија пеат песни против албанците, против македонците, против турците, па никому ништо не е тоа можеби. Така е, политичкиот фолклор може да се инструментализира за политички цели, дали со карта на голема Македонија или било како и така на тоа. Но кога ако од Грција влегувате во Македонија и кога на таблата во Република Македонија ќе напишат Република Горна Македонија. Да. Дали е тоа проблем за вас или не? Зошто е проблем? Зошто би бил проблем ако на нашата табла пишува Република Горна Македонија? Горна Македонија, во разговорите се зборуваше за тоа како да се именува, например, таа држава, пишуваше дека уште во времето на Александар Македонски, овој територија на Македонија, првата реченица што почнува во книгите пишува дека се нарекува Горна Македонија. Во периодот од тоа е доказ дека сме потомци на Александар. Меѓу двете, не, територијата така се нарекува, не се работи за потомците и така на тоа. Апсолутно за некоја друга работа. Ако е тоа толку добро, јас не гледам што е проблемот да го прифатиме пакетот таков како што 25 години Грција инсистира истиот. И сега тоа имплицира една друга работа, дека ние сме сгрешиле 2008, што тогаш не сме го променили името во Горна Македонија, меѓутоа еве сега. Па и сме сгрешиле. Во овој момент, точката каде што е фрикцијата меѓу нас и Грција е дали ние ќе бидеме Горна Македонија во внатрешниот промет, што ништо нема да ни го промени нели идентитетот. Нема со ништо да го загрози. И што е проблем? Тоа да го вградиме во нашиот устав, бидејќи не загрозува. Ама одеднаш гледате дека френетично имаме противење од наша страна. Ако е веќе, а нема противење, не знаев, извинете, јас колку што слушам, Геровски се противи, ајде да го чуеме Геровски зошто се противи на ова. Не само колку што слушам во преговорите, нашата страна френетично се бори да не да не се обврзе да го промени уставот од не знам која причина. Бидејќи нели се е вака многу. Јас сакам да не се промени уставот. Зошто да не се промени ако немаме проблем? Не, јас сакам да не се промени уставот. Кој вика дека зашто некој доброволно би направил било што? Геровски, зошто би било во внатрешната употреба проблем според вас? Затоа што де факто кога ќе и публиката може во меѓувреме да се спреми со прашање. Кога името ќе биде дел од внатрешниот правен сообраќај и од внатрешната официјална употреба, треба навистина да видиме до каде сме со, како вели техникалите, професорот и небитните детали. Оти се е тоа сега може да стане многу значено. Објаснете ми, например, зошто би било неопходно на едно училиште во Скопје под неговото име да пишува Република Горна Македонија. Предлозите, колку што слушам, ова се спекулации, ние предлозите во основа не ги знаеме во детали. Одат до таму дека новото име треба да биде запишано во учебниците, треба да го учат децата. Следствено на тоа, логично, треба да биде дел од државните одбележја. Химната е дел од државните одбележја. Тоа значи дека првачето кога ќе оди во училиште, ако зборуваме за внатрешниот, за химната никој не му е гајле како гласи химната. Како? За химната никој не му е гајле. Добро, зашто му е гајле? Тргнете на страна. За таблата ли се обидува малку да ја меѓутоа симплифицира работа? Таблите, ама тоа е тоа што ви го кажувам. И што му е битно за Атина? А личните карти? Што менува? Личните карти дефинитивно ќе мора да се променат ако станат дел од правниот сообраќај. Пасошите ќе се променат. Ама немојте се лажеме. Ако дури да прифатиме име за само сепкупна меѓународна употреба, да се разбереме. Пасошите ќе се променат дефинитивно. И тука да нема никој дилема. Тоа дека ние ќе се зафркаваме сега и вака или онака дека и понатаму ќе пишеме на ливчињето Грција кој загуваме, таа нема работа да биде. Значи треба навистина да видиме до кој сегмент, до каде за сега. И мојот впечаток е дека битката во овој момент се бие именно за овие клучни прашања. Инаку, да било така едноставно,
Јас денес го напишав во оваа колумна, значи ако постои еквивалент меѓу надворешна и внатрешна употреба, иако тоа ништо не менува, јас поставив прашање. Па добро, дали навистина Глигоров, Црвенковски, Малески, Фрчковски, други деци, дали биле тие будали што не го прифатиле тоа во 93-та година? Десковски ја не сватив од вас, само не сватив од Десковски една работа. Само ова не сватив од Десковски, па после ќе вратам. Ако владата успее во преговорите да избоксува решение во кое што ќе се каже дека ерга омнес важи само за меѓународна употреба, дали тогаш немаме проблем со поимот Горна Македонија и со преименување на државата за меѓународна употреба од идентитетски аспект, тој што го зборував? Бидејќи до сега ги мешавме поимовите. Но велиме во внатрешниот промет останува Република Македонија, а за сите меѓународни организации и кон меѓународна комуникација Република Горна Македонија. Проблемот се отвара од една многу проста причина. Од причина што од Горна Македонија се изведува придавка и во комуникацијата на целиот свет ние ќе бидеме третирани како горномакедонци. Добро, а како ќе бидат третирани албанците? Како горномакедонци. Не е точно. Етничките предзнаци, вие можете слободно да ги ставите на страна. Не е точно. Бидејќи во Горна Македонија живеат македонци, албанци, турци, власи, бошњаци, роми и така натаму. Ние ќе бидеме горномакедонците, така ќе не третираат и од тој аспект немаме дилема. Инаку, не случајно, токму поради оваа причина, уште во времето на Глигоров и на Малески, предлогот бил промена на меѓународното име, но на начин кој што не отвара можност за придавка, а тоа е со додавање на Скопје во заграда, со кое што се додава дополнителен елемент со кој што, како викаше Коцијас, и од Вселената се гледа дека ние не сме цела Македонија, се става главниот град, во рамки на веќе утврдената практика светска има такви примери кај што тоа е употребувано и на тој начин се спречува оваа опасност која што доаѓа со ваквото име Горна или Северна Македонија. Или ако географската одредница се ставеше пред Република? Не е спорно, па ние сме биле Народна Република Македонија, Социјалистичка Република Македонија и Федеративна не сме биле. Федерација не сме биле. Федеративна Република Македонија сме биле на почеток. Демократска е... Добро, ајде ги да не читав враќаме, документите тоа не е насно. Првата е Демократска Република Македонија. Републиката може да биде и југословенска. Не се вади придавка. Затоа грците не можат од ова што го викаат Фајром, а не постои, од Former Yugoslav Republic не може да се извади придавка. Тие пробаа да создадат една кованица Фајром и не успеа. Не успеа со севкупно залагање од наша страна. Сега мора да се даде признание на она што е постигнато. Меѓутоа, Горна Македонија влече придавка горномакедонски и тоа треба да сме спремни. Тоа е она симулацијата што ја кажувам. Можеби е тоа цената која што треба да ја платиме, да се разбереме. Јас немам проблем. Меѓутоа, ако сме спремни да ја платиме, тогаш мораме да го промениме уставот со еден базичен уставен амандман. Дали ќе биде употребата во тој уставен амандман ограничена само на меѓународни односи или на внатрешни и меѓународни, зависи од договорот. Ама ви кажувам, она што Геровски го испушта од вид. Грчкиот консензус е за ерга омнес, значи ПАСОК, Сириза, Нова демократија, како беа Златна зора. Сите стојат, и Коцијас и Ципрас, за ерга омнес. Добро, благодарам. Коцијас не може да влезе во грчкиот парламент и да им каже, знаете што, јас го сменив она што 2007 се договоривме. Нема индиција, јас не сум чул, ако сте чуле вие, дека во Грција е променет консензусот, кажете, за да знаеме. Ама заблудата дека 2008 ни нуделе само меѓународно име е невистина. Ерга омнес за дома и за надвор. Халили, во однос на идентитетот, горномакедонски, ете како што слушнавме, и останатите етнички заедници ќе го прифатат тој идентитет. Има овде злоупотреба на мислење или жонглирање со фрази. Вистината е дека
27 години ние сме разговарале со грците. Не сме преговарале. Јас сум го прашал амбасадорот Наумовски. Како преговарате вие со грците? Тој ми рече, ние во една соба, грците во една соба, доаѓа немец, ни вели нас вака, оди кај грците им вели така, и овие се разговори, не се преговори. Сега ние сме оделе во најнапредна фаза на преговори. Техниката на преговарање е прво интермедијаторот ги испитува мненијата, ставовите на инволвираните страни. И потоа врз тие ставови тој сака се обидува да изгради ставови кои ќе бидат прифатливи за двете страни. Потоа се оди на пониски нивоа, комисии предводени со искусни дипломати, што овој случај е комисијата во МНР. Министрот за надворешни работи разговара со грчкиот министер, екипата разговара околу техникалиите. Апсолутно. Кога овие две екипи ќе дојдат до впечаток дека може да постигнат договор, а има некои политички пречки, тогаш по високите структури, во овој случај двајцата премиери, ќе разговарат за тие пречки за кои не можат да ги надминат комисиите. Затоа и средбата сега со. А кога ќе дојде до финално решение, нема да дојде во маргините на самитот или како што велиме, одиме за друга работа, па ај сега ќе разговараме за името. Тогаш ќе има посебна средба, јавноста ќе се информира каде што сме постигнале, дали да подпишеме. И тоа е во подданешно. Да. Добро. И сега. Поентата? Поентата е ова. Употребата на придавката. Ние овој проблем меѓусебно сме го решиле. Внатре во Република Македонија. 92 година до 93 година ние како албанци сме разговарале со македонските политичари токму на зборот националност. И ние тогаш не сме прифатиле да бидеме македонско државјанство, тамо каде пишува државјанство. И сега ве замолам, ево, професор Спасов, одите дома, видите го вашиот пасош од 93 година, кога ги издадовме првите пасоши, таму на секого му пишува државјанство Република Македонија. И за господин Спасов, и за Муамет Алили. Одите, најдете примерот и кажете јавно на телевизија. Тој проблем е решен. Или nationality. Терминот на англиски јазик nationality, тоа е државенство. Тоа nationality, да. Тоа е решен. Точно. И сега овој проблем повторно излегол после 2001. Јас и не знам и кој го кој го спровел тоа овде. Гледам ја државјанство македонско. Тоа не било. Тоа е наш внатрешен договор бил дека под графата државјанство ќе биде Република Македонија. Сакате со самото ова да кажете дека заштитата на идентитетот е загарантирана. Да, нема се да се каже бидејќи државјанството е на Горна Македонија, а македонец, албанец и така натаму. Република Горна Македонија. Во новиот предлог чувме јавно за графата nationality е името на држава. Република Горна Македонија. Значи немаме проблем како што кажува Деспотски, имаме други проблеми. Не, напротив. Немојте да ми подметнувате. Значи јас ви кажав, во новиот предлог на Нимиц, оној последниот што го објавија грците, ако се сеќавате, има една втора графа што се вика adjectival form. Формата на изведената придавка од новото име на државата. За тоа јас зборував. А инаку но таа нужно не се однесува на националноста. Во весникот на господинот Геровски јас објавив колумна во која што стои дека nationality е државјанство
и не треба да не збунува зошто во предлозите на Нимиц и крајното решение мора да биде државјанството ќе биде новото име на државата меѓународно или само за внатрешна потреба, какво и да е Република Горна Македонија. Така ќе стои. И ние нема што да разговараме на тоа прашање со грците, тоа е малтене решено, ако се решиме да одиме во овој правец. Со Република. Меѓутоа ќе добиеме adjectival form за кое што форма на придавка за која што преговараме со грците. Тоа го нема. Не во пасошот, господине Халили. Не знаеме што утре ќе го имаме горномакедонскиот премиер, горномакедонскиот председател, на таблите на нашите амбасади ќе стои Embassy of the Republic of Upper Macedonia. Па сме се сложиле за тоа. И во тој поглед не треба да се залажуваме. Мислам, тоа не е крај на светот. Да се разбереме сега. Не е крај на светот. Меѓутоа, треба да бидеме искрени. Треба да ја кажеме вистината, а не да пробуваме да ја скриеме и да ја замачкаме. Добро, јас сакам тука не да ми се импутира за државјанството. Добро, Спасов, куса реплика, па одиме со младите политичари. Значи, не е скривање на вистината, ако кажеме дека од Горна Македонија нема да има придавка горномакедонци. Напротив, ја мислам дека е тоа манипулација. Искрено да ви кажам. Тоа сега тврдам дека тоа е манипулација за плашење на народот дека практично со прифаќање на географска одреденица за името на Македонија дека ние идентитетски исчезнуваме. Практично се прави геноцид врз македонскиот народ. И тоа е манипулација која што постоеше во Македонија изминатите 30 години. Со сето почитување контексковски, меѓутоа мислам дека е тоа манипулација. Зошто е тоа манипулација? Затоа што е сосема познато од она што беше објавено дури како пакет на Нимиц, не знаеме дали е тоа изворната верзија. Дека не се преговара меѓу другото за идентитетските прашања. Независно се, од јазикот останува македонски. Придавката македонски, која што беше употребувана во сите досегашни извештаи на Европската унија, двете земји ќе можат еднакво да ја користат во за трговските ознаки на своите фирми и за други нешта. Кодовите за означување кои што се прифатени од Светската организација, така МК и МКД исто така остануваат како идентитетски обележје. Ако вие го задржите името Македонија, ако вие го задржите името македонски јазик, ако вие го задржите кодовите МК, МКД, правото на своите производи ги нарекувате македонски кои што доаѓаат од Македонија, вие реално се создале услови за решение на еден многу тежок проблем, кој што апсолутно не задира во идентитетските обележја на македонската нација, а и создава услови со изнаоѓање на други решенија и така натаму Македонија да стане членка на НАТО и на Европската унија. Тоа е мојата позиција. Тоа е позицијата која што можам да ја прочитам од она што е сега познато во јавност. Втората работа, што се однесува на ерга омнес. Мислам дека кога грците инсистираат на ерга омнес, едноставно целото инсистирање во тоа да биде точно означено она што доаѓа од Македонија или што излегува Македонија во светот, да се знае точно од која членка на Обединетите нации доаѓа. Ако членката на Обединетите нации се некоја Република Горна Македонија, како што е речено во пасошите, во некои други елементи, таа така ќе биде означувана, заради тоа да нема забуни дека покрај таа Република Горна Македонија постои некоја друга Македонија која што ќе се обидува повторно да ја врати истите проблеми да ги врати на масата кои што ги имавме претходните 30 години. Мислам дека тоа е тешко за Македонија да се разбере, да се договори и затоа се оди на вакви тешки интензивни разговори во целата работа. Меѓутоа да не заборавиме ние што ни се случуваше на Македонија. На Македонија пред 2001 година, пред етничкиот конфликт, на никого на памет не му паѓаше на памет да го промениме уставот на Македонија. Се сеќавате? На никого на памет не му бараше да се дозволи на националните институции да пишува и на албански да пишува Република Македонија. Или пред Скопје да пишува и Шкупи и така натаму. Меѓутоа, по овако што е разговорите што се водеа во Охрид, со постигнатиот рамковен договор, се усвоија и промените на уставот и сега ние на тие работи не гледаме ништо страшно. Ние секогаш пред некои сериозни промени рекуваме дека ова ќе биде крај сега со Македонија. Така беше пред да се потпише договорот, сега последниот договор со Бугарија. Сметавме дека со потпишувањето на договорот Македонија признава дека не постои македонска нација, дека не постои македонско национално малцинство, дека не постои македонски јазик, дека самите себе се бришиме од националната историја. Еве го договорот профункционира. Дали на некого нешто му фали во целата таа работа? Дали ни фали нешто по потпишувањето на рамковниот договор во Охрид со Гојан? Дали си ни фали нешто по потпишување на договорот од господинот Спасов? Кој сме тие што сметавме дека со договорот со Бугарија ќе се случат овие работи? Бидејќи јас не сметав така. Јас бев на дебата со Љубиша Георгиевски
Во кое што тој тврдеше дека е крајна Македонија со тој Јазичниот договор. проблем со Бугарија е создаден од Киро Глигоров 94 година. Не е создаден ни вчера, ни завчера. Ние имавме една вештачки создадена бариера спрема Бугарија со така наречената јазична криза, која што оваа влада морам да ја го одам признанието. И затоа и сакам да се дистанцирам, да не испадне дека во јавност имал општо уверување дека со договор. Не, тоа беше една изолирана група во нашава држава, политичка, носител на едни предходни сили кои што, фала му на Бога, се зад нас, и тие се тие што даваа отпор кон договорот со Бугарија. А мејнстримот и главнината на македонското население и на граѓаните на Република Македонија, во кој што јас се вклучувам, здушно го поддржаа договорот со Бугарија и нормализирањето на односите со Бугарија. И ја поддржавме оваа влада, и ја дадовме сета поддршка. И во дебати, и во стручни расправи. Да немаме илузија дека целата држава се плашеше од... Не, напротив. Цела држава чекаше да се реализира она што некој друг ни го замеше. И сега го откочивме. И немавме проблем, се ратификуваше и во парламентот. И тоа е еден голем успех на оваа влада. Ќе ги молам студентите да си го земат микрофонот и да видиме какво е вашето гледање низ прашањата, се разбира, на оваа ситуација. Добра вечер. Јас сум Цветковски Никола, студирам политички студии. Имам две прашања. Сакам да ги насочам моите прашања кон сите присутни. Првото е, според вас, кои би биле потенцијалните придобивки или последици ако Македонија се откаже од НАТО аспирациите и прогласи воена неутралност? А второто е, во случај македонската страна да прифати уставни измени, кој би бил начинот со кој што владата ќе оствари двотретинско мнозинство во собранието и со цел да ги оствари, нели, таквите измени? Ви благодарам. Добро. Веднаш. Ајде. Јас имам еден проблем, значи пристрасен сум и комплетно сум про-НАТО и про-ориентиран. Воената неутралност, по моје длабоко убедување, е едно кукавичјо јајце кое што нас, пак онаа истата изолирана група пробува да ни го подметне, и тоа е всушност начинот како Република Македонија се одвои од западните сојузници и се насочи на кај Русија и во една друга приказна со која што мислам дека завршивме. За нас друга алтернатива, освен Западна Европа, НАТО и Европска Унија, нема. Воената неутралност за Република Македонија значи утре кога Србија, Косово, Албанија, Бугарија ќе влезат во НАТО, ние да бидеме изложени на притисок и да бидеме далеко послаби од нив. Значи, тоа е начинот како да си пукаме не во едната нога, во двете нозе, двете раце и во главата. А во поглед на двотретинското мнозинство за измена на Уставот, единственото што мене ми текнува е преку политички консултации, при што, имајќи го предвид постојниот состав на парламентот, мислам дека тоа е невозможна мисија, поготово што пред да дојдеме до измена на Уставот, договорот треба да се ратификува во парламентот, може да биде торпедиран со 32.000 амандмани, онака како што беше торпедиран, за жал, законот за јазиците, а кога ќе помине амандманската расправа, па може да го торпедира председателот Иванов на начинот на кој што пак тој неуставно го торпедира законот за јазиците. Може некој суспензивно вето да стави Иванов на... или како би не, го за третира жал. тоа? Значи, ова вклучува една друга работа. Во нашиот устав председателот има право на вето, после кое што по одредено време собранието гласа, ако добие законот на кој што тој ставил вето повеќе од 61 глас, тој повеќе нема право на вето и должен да го подпише. Поради еден исклучок во минатото, мислам дека од времето на Глигоров, пак се враќаме на истото, некој во нашава држава си донал заклучок дека председателот има джепно вето и тоа сега Иванов го користи, бидејќи тогаш не бил санкциониран Глигоров или Борис Трајковски, не ме фаќате за збор, сега Иванов може да се поигрува со нашиот уставен систем и да не подпишува закон кој што по втор пат изгласан во собранието со повеќе од апсолутно мнозинство. На тој начин тој си
сами од себе си доделува апсолутно вето и го прави истото она што го правеше со недоделувањето на мандатот. Се става над уставот и се поигрува со нас. Добро, благодарам. Спасов, да можеме на кое од двете прашања? Јас неодамна го цитирав мотото на Стив Джобс, кој што во мото својата книга кажал, човек треба да биде доволно луд за да верува дека може да го промени светот, за вистина да го промени. И ја мислам дека ако сакате да работите да ги минувате во една земја, треба да бидете стварно доволно храбри и луди за да влезете во таа приказка да изградите и двотретинско мнозинство и да обезбедите на референдум да помине оно за што се залагате. Проблемот тоа дали како ќе ја демонстрирате политичката волја и дали ќе стварите свеста дека постојат цели кои што вистина сакаат Македонија да биде членка и на НАТО и на Европската унија, дали ќе бидете способни да го убедите во тоа дека вие сте во право. Тоа е едната dimenzија. За НАТО апсолутно мислам дека постои во Македонија консенсус. Само што знаете, сите се за НАТО, ама ако може со уставното име или ако може да биде не по таа цена, тука и да не биде и да може да не биде по цена, тоа значи всушност да не биде никогаш. А што ќе се случи на Македонија? За Македонија сега веќе кажам дека се наоѓа на линијата на судирот меѓу Соединетите американски држави и Русија. На линијата на судирот. Разбираш? Во Македонија не се знае што ќе биде ако се случи на пример да стварно територијата на Косово биде поделена врз основа на некакви илузорни идеи што ќе биде и како ќе биде. Ако војно неутрална Србија започне да припојува Босна и Херцеговина и дојде до нови територијални разместувања на Балканот и така натаму. Оттаму на Македонија е потребна таа многу сериозна безбедносна гаранција, меѓу другото и така натаму, во која што и Македонија партиципира со години да биде безбедносен фактор на безбедноста, а не фактор на нестабилноста на Балканот. И тоа го кажа во однос на двотретинското мнозинство. Јас сум убеден дека тоа ќе се да се обезбеди затоа што всушност овој вид на договори што се прават, што се многу тешки, дефинитивно сериозни одлуки што се носат политички со голем ризик за оние кои што ги превземаат да изгубат власта во одредена ситуација ако треба, ќе се реализираат етапно. Тоа значи дека прво ќе има некаков договор, па тој договор ќе се ратификува во собранието, па можеби да него подпише Иванов, па Иванов ќе се соочи со такви притисоци како што беше кога ја донесе амнестијата и потоа веројатно дека ќе помине целата таа приказка за тоа што времето на некој начин ќе покаже дека таа одлука е апсолутно исправна и визионерска и корисна и за Македонија и за Грција. Добро, благодарам. Сакате да одговорите? Имам и други прашања дека за тоа мислев да чујам. Во однос на промена на уставот, ние сега разговараме со рекла казала, бидејќи преговорите уште траат. Кога ќе дојде до крај на преговорите, кога сме се сложиле нешто да се промени во уставот, сега не знаеме што барат грците, ако прифатиме ние тоа да го измениме, тогаш треба ние да одираме и на нашиот финансиски ефект. Англичаните 5 месеци преговара, но не преговара, дискутира во нивниот парламент дали да воведат лични карти или не. Бидејќи тогаш кога служевме, тие немале лични карти. И дискусијата беше во насока дали граѓаните ќе се наштетат финансиски. Беше работа за 35 фунти. За колку време би требало да се промени уставот и кога ние нови пасоши воведовме, чекавме цела ноќ да стигнеме до ред да земеме нов пасош. Тие детали ќе се преговарат. А неутралноста не е само наша волја и желба. Зависи и од историски контексти. Но да ве подсетам сите, прва политичка партија која излегла 91 година пред пратениците, покојната Доста Димовска, читаше резолуција на ВМРО ДПМН за вклучување на Република Македонија во НАТО. И тие не можат сега да го негират тој факт. Тој е историски факт за нив. Благодарам. Кировски само кусо за да им оставиме малку простор. Сите политички одлуки, значени историски политички одлуки во Македонија, вклучително и одлуката за осамостојување, декларацијата за самостојност, мировниот договор во 2001, рамковниот договор и така натаму се донесени во формат со политички консензус на главните политички сили. Тоа е дел од нашето генерално политичко искуство. Јас сум убеден ако биде нужна уставна промена
во ова смисла во која се разговараше дека еден амандман во кој ќе се дефинира оваа нова ситуација сега што ќе се создаде, ќе се носи на таков начин. Но предуслов да го имаме тој консензус е македонската дипломатија, премиерот Заев, преговарачите да издействува стварно едно квалитетно решение кое нема сериозно да го засегне идентитетот, бидејќи ако биде обратно, јас не мислам дека ќе биде возможно на било кој начин да се постигне консензус и тогаш што да има во други сфери, референдуми и така натаму, нешто што по моје мислење не е пожелно. Тоа веројатно е опасност и од нов македонски конфликт или поделба во општеството. Конфликтот може би голем збор, она што ни се случуваше. И да не правиме заговорнички сценарија, разни конфликти се можни, но регионот е во процес на пацификација, на смирување. Овој регион ќе биде дефинитивно западна хемисфера на интереси. Ние можеме да кукаме, да збориме за неутралност, така натаму. Тоа е процесот и верувам дека Македонија нема да биде, ако биде толку нерешлив проблем, барем ќе биде баферирано онака, нели, со памучиња околу да не прави големи проблеми. Благодарам. Повелете. Добро вечер, јас сум Руфа Демиров, студент на политички студии на Јустинијан I. Прашањето ми е дали причината за промена на името е всушност условеноста за Македонија да биде членка на ЕУ и НАТО, или пак можеме да разговараме за тоа дека причина за промена на името може да биде и од практична природа, за да знаеме конечно и да биде дефинирано дали сме ФИРОМ, дали сме Македонија, дали Република Македонија. Благодарам. Провизорното име ФИРОМ измисли се на британците, ако не се лажам. Професори, вие тоа го знаете подобро од мене. Тоа е опис. Значи, колку што јас имам слушано од повозрастните наши политичари, тоа име е измислено за да се опише и така и самото по себе опис. Која е таа држава? Она бившата Југословенска република Македонија. Од ММФ е измислено. 1992 година кога ММФ. Така што постои тој аргумент. Тој провизориум дефинитивно е наш име. И тука да не се лажеме, секаде не препознават како такво. Добро е, умно е да го замениме со нешто што повеќе го одразува во крајна линија нашиот идентитет, кога веќе го имаме сочувано како придобивка историското име Македонија. Начинот на донесување на одлуки во ЕУ и НАТО е со консензус на сите држави членки. Ако една држава членка се спротивставува, значи нема договор. Токму затоа и ние го менуваме името. Ако да може видиме само примени во тие организации. околу референцата. Референцата е британски изум, изум на британската дипломатија и тоа е типичниот начин како во дипломатијата работи да функционираат, ама во суштина како би ја дефинирале? Тоа е начин да изгледа дека ни е сменето името, а да не се смени. Она што сега го разговараме со Горна Македонија е начин како да се смени името, а ние да имаме илузија дека не ни е променето името на државата. Тоа е големата разлика меѓу референцата. Ние не зборуваме веќе за нова референца. Зборуваме за нова име кое што ние ќе го носиме. И не е проблем да го смениме. Проблем е тоа да го признаеме отворено и да го пласираме на граѓаните. Имам впечаток дека некако многу се слагаме, ама некако ни е страв тоа да го признаеме. Тоа е проблемот. А иначе, треба да сме свесни, тоа нема дилема дека во НАТО, меѓу членките на НАТО, постои консензус дека треба да се подржи Грција во кршењето на времената спогодба, за да бидеме присилени да го смениме името на начин како што Грција тоа го бара. И ако тргнеме по таа логика, тогаш јас не знам зошто воопшто некој би се натегал со Ципрас, треба да оди и да побара од Ципрас, точно да му даде што бара, да прифати и да си одиме дома. Поентата е дека тоа што нам ни се бараше 2008 година и што сега ни се бара, значи истото се бара. Грчкиот пакет не е променет. И сега ни се бара истото, ние не можеме да го прифатиме. Многу пофер. И тука има една голема замка. Морам да ви кажам. Од противењето да прифатиме промена на Уставот во краток рок, а од промената на Уставот ни зависи од кочувањето на ЕУ и НАТО процесот.
Коцијас не фати во лага и не фати во неискреност. Кога во меѓународните односи помалиот ќе биде фатен во лага, немојте да имате дилема дека ќе бидеме сурово притиснати. Бидејќи тој сега има идеален изговор, еве го истото го понудивме што го нудиме 10 години и одеднаш овие не се спремни ни уставот дома да си ја завршат работата. Промената на уставот е наша домашна задача. Значи не може да излезете на Мегдан со Коцијас, да прифатите да се применувате во Горна Македонија и да кажете, ама јас ова не можам уставно да го поменам. Тоа покажува само едно, дека вие сте дошле со него да се подигрувате. Тој тоа го знае. Нашата дипломатија, нашите државни органи, многу често им фали една нишка на анализа. Да знаат што другите знаат за нас. И да знаат кога ќе излезат во преговори точно на секоја позиција како во шах. Ако противникот на Г4, вие на Г6. Од прилика така изгледаат работите. За жал, морам да ви кажам, за мене е многу болно, меѓутоа, ова што Република Македонија се натега, отворено признавајќи дека нема мнозинство за да го смени уставот и дека има голем внатрешен отпор, е всушност признание дека Коцијас е во право кога вели од Вселената се гледа дека ние не сме криви. Зошто не сме криви? Па овие сакаат да се Горна Македонија, ама не можат ни устав да сменат. Ама тоа не. Благодарам, повелете. Ако дозволите. Ајде, може само кратко. Да одговорам јас на прашањето. Видите, Македонија сака да биде членка на НАТО и на Европската унија, затоа што сметаме дека таму не е местото. Имаме една пречка, кој што се вика Грција, кој што вика ако сакате да бидете членка на НАТО, би требало се договориме околу разликите во името што е веќе определено со резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации. Ваше дали ќе прифатите или нема да прифатите? Нормално. Членките на клубот НАТО и Европската унија, како што спомена професор Десковски, викаат, знаете што е, ние ја подржуваме Грција да најде со вас решение. Ама тоа не значи дека прифатите се што ќе ви напише Коцијас. Ако не прифатите се, одите си дома. Напротив, во овој момент интереси на Европската унија, а и на НАТО, Македонија да стане членка на Европската унија и да стане членка на НАТО. Од повеќе причини. Прво, Македонија кога стане членка на НАТО се стабилизира регионот, се смалува влијанието на Русија на регионот и оние имаат интерес да му кажат и на Коцијас и на Грција не ја користите таа уцена, него дајте седнете, разговарате и разгледате ги и аргументите на земјата за да може решението кое што ќе го договорите да биде прифатливо за македонските граѓани. Истото се случува и со членките земји на Европската унија, кои што ја почитуваат Грција како нивна членка, ама имаат интерес Македонија да стане членка на Европската унија во процесот на европското проширување. И они сигурно не се баш до таа мера да му кажуваат на Ципрас, како што вели професор Десковски, уценувајте ја до даска Македонија, дајте го тоа, нема тука преговори, него прифатете ја уцената за да биде решение проблемот, тука им викаат, најдете решение со кое што ќе можеме и ние македонската страна да убедиме дека е нешто што нема да го повреди достоинството на македонскиот народ. Оттаму ќе видиме деморализирачки действува. Ама не целата приказка, целата македонска дипломатија, да не речам и поширко политика, ако им речете вака на луѓето, видете, немате друга опција. Имате само една опција, тоа што ќе го каже Коцијас, имате само ергаумно решение. Вие во меѓувреме, пазите, се согласувате на нешто што било можеби неверојатно, согласувате за целиот свет да ве нарекува со новото име и вие видите, не, тоа не важи, важи само ова што го дава Коцијас, бидејќи тоа е take it or leave it позиција на меѓународниот фактор и на НАТО и на Европската унија. Извинете, не верувам во тоа. До крај не верувам во тоа. Зошто е важно ова да се свати? Затоа што Македонија може да излезе од замката на тоа дека сите не мразат. Сите сакаат Македонија да ја снема и дека во тоа нивна омрза имаат поддршката и од Европската унија и од НАТО. Сега изгледа дека се враќаме на позицијата дека е тоа блудницата вавилонска, која никогаш не е мислела добро на Македонија и дека кај дај ќе застане за уценувачките позиции на Грција и Македонија нема избор. Тоа е едноставно неприфатливо објаснување. Тоа не лежи ни на аналитика, нити пак на, како ти кажам, некакво политичко искуство во историјата на Македонија. Вечер, јас сум Јоана Тренеска, студентка на правниот факултет Јустинијан I. Моето прашање е до професорот Десковски. Дали сметате дека државата треба да биде законски обврзана да постави референдум за промена на името, односно владата да биде законски обврзана?
искрено кажано, не мислам дека треба да биде обврзана, меѓутоа, оваа влада да. Заради тоа што во политичката програма, во изборната програма, со која што е изгласана мнозинската партија во оваа влада, рбетот на оваа влада, стои ветувањето за референдум. Како што стои и во изборната програма на водечката опозициона партија. Значи, нивна политичка обврска до следните избори е прашањето на името да се стави на референдум. Тие имаат можност на некои следни избори, предвремени, навремени, какви и да се, да излезат и да ја променат позицијата. Таква позиција, таква промена, например, имаше во Израел, таму негде 93-94 година, кога Јицак Рабин, како водач на тогашната опозиција, излезе и понуди опција две држави за решавање на палестинското прашање. Ги доби изборите. Наспроти себе имаше противник кој што изречно беше против позицијата на две држави. Како резултат на таквата изборна победа, изборно легитимиран, Јицак Рабин потоа го склучи со Јасер Арафат договорот од Осло. Значи, да бидеме на чисто, обврската за референдум е прашање на изборно ветување и на изборна програма, а не е прашање на устав или на закон. Таа е реализација на платформата со која што е избрана практично оваа влада. И само околу прашањата кои што беа загатнати. Значи, ние мораме да имаме предвид околу пакетот на Дора Бакојани. Пред да ни биде понуден нам, тој е преговаран со нашите сојузници и тие се убедени дека фер позицијата за Република Македонија што успеале зборот Македонија да е вграден во името на Република Македонија. И потоа не пуштија на посилниот, кога во меѓународни односи ќе ви речат оди кај посилниот, тоа значи прифати што ќе ти понуди. Заради тоа што некој друг пред се водечките сили во НАТО имаат договорено со Грција дека Горна Македонија, Северна Македонија, Нова Македонија е фер решение за нас. Значи, не е тоа приказка дека ние од тука преговараме. Ама, тоа значи и ова е болната вистина. Дека на Грција и е даден пас, одобрување за Горна Македонија ерга омнес. Тоа е пакетот. Ципрас нема шанса да се врати во Атина и да им каже, знаете што, јас пакетот од 2007 година, кој што 3 години е преговаран, и со западните сојузници, додека нашата дипломатија спиеше 2006-2005 година, Дора Бакојани, Педрос Моливијатис пред неа, одеа по светските престолнини и го нудеа својот исчекор како фер решение. 2008 година во Букурешт нас тоа ни беше упатено. За вас е фер да се применувате во Република Горна Македонија. Дури ќе ве подсетам, францускиот министер за надворешни работи во тоа време, 2-3 недели пред да се поднесе тужбата во Хаг, не нарече Република Северна Македонија. Отворено и рече, еве, ќе ве наречем Република Северна Македонија и тоа е тоа што ви се нуди. Покренувањето на тужбата, одбивањето на компромисот во Букурешт од наша страна беше одбивање токму на тоа. Сега, благодарам. Ако одиме на тој пакет, тоа е тоа што не чека. Благодарам. Тука сакам да ги видиме поентите на вечерашната емисија. Македонската страна се обидува да излече максимум за да се дојде до доближување на позициите, бидејќи евидентно постои она најважното, постои политичка волја во овој момент да се дојде до решение. Кај нас во меѓународен фактор, веројатно и во Грција. Според тоа моментумот е тука, треба да се искористи, но не очекувам дека тоа ќе се случи баш сега во Софија. Веројатно ќе потрае процесот и се согласувам тука со она што кажа професорот Спасов. Не е трагедија, не треба никаде брзање. Се чекало четврт век и се почека уште некој месец да се исцрпи
да се исцрпат можностите кои се сега завиме до кај сме што сме. Прашањето на идентитетот е како вие го чувствувате. Прашањето на идентитетот вие може да го одбраните на различни начини така. А при тоа, ако го зашувате исторено јазикот и придавката која што веќе беше употребувана во сите досегашни извештаи на Европската унија, вие реално немате проблем со одбраната на идентитетот при прифаќање на име со географска одредница. И мислам дека всушност прифаќањето, односно барем дадената согласност за име со географска одредница беше клучниот елемент кој што ги откочи разговорите со Грција во однос на времето кога ги пеевме песните. Најодговорно тврдам дека ни една македонска влада досега не преговарала со Грција. Најодговорно. За ништо. Тоа што вие велите, тоа е размена на мислења преку високи политички личности на двете земји како да се дојде до разрешување на проблемот. Проблемот има две димензии. Има географска димензија и етничка димензија. Треба да се разликува од нашиот географски регион Македонија. А тоа дали ќе биде горна, дали ќе биде нова или не знам што, во овој случај читаме дека горна е поприфатлива. Ние посакуваме ерга омнес да биде само за меѓународна употреба. Реалноста е дека ерга омнес, онака како што е грчката позиција, е за домашна и меѓународна употреба. Можете да најдете безброј документи. Треба да го прочитате Евангелос Кофос, творецот на концептот за географска одредница како прифатливо решение, преименување на оваа лажна и вештачка нација, како што тие не нарекуваат креирана од Тито за да одземе од македонската територија во Горна Македонија, за да се создаде еден горномакедонски, словенски идентитет со кој што тие сметат ќе можат да живеат и ќе бидат добро разграничени. Рече се 1 час и 40 минути, дебатираме на тема што предстои во преговорите за името. Тие продолжуваат утре и задутре во Софија помеѓу премиерите на Македонија и на Грција, Заев и Ципрас. Почитувани дискутанти, ви благодарам вечерва што бевте исцрпни во своите излагања, што отворивме димензии кои што можат многу да значат и за јавноста, се разбира, и за политичарите. Почитувана публико, и вам би благодарам што бевте гости на 24 отворено. Пријатна вечер.